Да, колегата Зоран Иванов, на почетоците и крајот ги спојуваме, да погледам камера. Тоа што го почнеме со Андоновиќ, ќе го завршиме со Иванов, бидејќи тој говореше за 24 годишници од бомбардирањето на Белград и завршувањето на или за Кумановскиот договор, па тоа што во Македонија повторно беше центарот на мировни преговори во Охрид, бидејќи беше постигнат тој анекс на договорот меѓу Вучич и Курти. Мислам дека со Зоран Иванов можеме да почнеме, бидејќи вие веќе во разговарате во текот на неделава за тоа, но остана некои работи на колку е барем за мене, колку е довербата меѓу Белград и Приштина постигната со хартија. Довербата е нешто што се стекнува во текот на водењето на политиката, на јавниот дискус, на говорот, бидејќи дома отидоа едниот и другиот не беа многу среќно дочекани и веднаш албанската председателка упати серија критики до Вучич. Мислам дека тој вокабулар треба да се стивне и секој да си ги исполни обврските што ги презема. Тие обврски, тие 10 на 11 точки се остварливи, но тука и таму мислам дека сепак ќе се закачат. Јас ценам дека премногу оптимизам има, поготово во македонските медиуми, во анализите, во коментарите, во колумните, посебно, дека конечно се договори Белград. Но ова е голем напредок, прво, но тој е договор на сила. Ги седна, ги ставија во рамка, како нас и бугарите во европската рамка, и сега, и без подписи, кажа Ескобар, има правна основа тој договор, кој всушност нема никаква правна основа без подписи, без печат на државите, но кога Америка ќе каже дека има правна, значи има правна. Сакам да кажам дека се присилени и принудени тоа да го спроведат. Во спротивно, мислам дека најсилната алатка им се парите што ги оценува, условно да речем, Европската Унија, доколку не ги реализира до крај на година точките што се договорени за до крај на година, ништо од парите од европските фондови, а за кажа е веќе и конференција донаторска за не знам колку 150 до 200 милиони да соберат и за Србија и за Косово. Не знам на западот колку парите функционираат. И колку па подписот е некоја гаранција. Ти има 30 на договори подпишано. И не знам што е од договор до договор поразлично од претходниот. Постојано се говори за едни исти работи кои што не ги исполнуваат, тоа е заедница на српски општини и признавање меѓусебно и така натаму. Де факто од поодамна во некои детали тие се признати меѓусебно. Вели Љубиша, по мене договорот е многу важен и за регионот, не само за Белград и за Приштина, и за граѓаните на Србија и на Косово. Значи поради стабилноста, војна во Украина и така натаму. Но има две точки за кои мислам дека јас тешко дека ќе постигна. Ја тука го делам. Обично сум оптимист по природа, но овој пат не сум оптимист дека тие до крај на година ќе успеат да се договорат околу две работи по мене. Формулацијата на српските општини. Мислам дека Косово и натаму ужасно ќе се противи да стои дека се тоа српски општини. Можеби ќе најдат некој модус, некоја формулација. Европејците и американците протурија нешто дека има 12 дури или 14 предлози, па ќе одберат еден, веројатно веќе и најдена формулата, само малку сега да се стишаат и едната и другата страна. Можно е тоа со мнозинство српско население, нели? Кое и натаму можеби и тоа се коси со уставот на Косово, но тоа може да се проголта. Поголем проблем ќе биде за Србија, што треба да ги посочи со прст да ги најде, да ги открие игровниците и сторителите за злосторствата. Тоа за двете страни важи? За двете важи. На косовската страна горе-доле тоа е расчистена ситуација, но кај српската страна е децениски молк за тоа и за локациите за исчезнатите жртви, а тоа е еден од клучните елементи за кои може да ценат дали е договорот остварлив или не остварлив. Ќе видиме како ќе се развија натаму. Мислам дека околу овие две точки ќе се спорат до последен момент. Колку ќе останат доследни и Европската Унија и Брисел, значи Вашингтон, да ги туркаат и натаму, мислам дека само од тоа ќе зависи, инаку ако ги оставиме Вучич и Курти сами нема да се договорат. Ова што опозициите и во едната и во другата држава се противат, тие да се на власт истото ќе го направија, можеби и по-кооперативни ќе беа меѓу себе, како и да е. Опозицијата, како и секаде, па и овде и таму, сега врши таа своја улога. Сепак парите се клучат, уценете се дека ова ако не го направите, нема фондови.
Тоа е потешката страна за Србија, бидејќи Косово, да не заборавиме, чедо на Вашингтон. И американците кај да ќе најдат некој начин дури да не стигнат европски пари ако не се договорат да се го држат нели своето чедо и поради стабилност и поради други интереси. За Србија ова е по жежок костен спроведување на овие точки од договорот. Која е најтешка точка? Реков и ова со српските општини формулацијата и поготово со масовните гробници, со исчезнатите, со извршителите посебно. Мислам дека тоа делумно би се согласил со тебе. Затоа сме и тука, да. Ова со жртвите на војната, тоа ќе трае. Тоа не е листа што некој ќе излезе, тоа многу долго ќе трае. Но тоа трае веќе 20 години. И ќе трае и ќе се потиснува, бидејќи тоа ќе биде... Сега имаат рок. Затоа и не подпишаа ни Вучич ни Курти поради некои такви елементи. Бидејќи се двете страни инволвирани во тоа, мислам дека побрзо ќе најдат решение. Мислам се, можеби лаички зборам, не знам деталите во тоа, а ова со српските општини, тоа навистина ме чуди зашто е тоа толку тешко да се направи и посебно мислам дека е вината кај Курти. Бидејќи за заедница на српски општини сите претходни премиери се сложија и дури рекоа дека е во рамки на уставот на Косово. И Тачи и Харадинај. И другите. Значи Курти е тој тврд орев што се бунеше тогаш, а сега ги прифаќа, бидејќи ништо многу битно не би се променило во формулациите без разлика колку Европа нашла модернитет. Тие велат српската заедница, значи генерално се најде модус вивенди како овие ќе бидат. Повеќе е прашање на функционалност на тие, бидејќи тие се дел од локалната самоуправа. Таму постои закон за локална самоуправа и генерално ингеренциите се за економија, здравство, образование. Многу според Европската конвенција. Така е формулирано и кај нас е така. Од тоа што србите можеби во меѓувреме го барале да има законодавна извршна власт на општините, тоа не постои и нема ни да биде. И мислам дека лесно ќе се адаптират на тоа. Лично го упатувам повеќе забелешки на Курти, кој што треба да си го реши тоа прашање генерално. И не се слагам со тебе дека американците, Косово е чедо да, но во последно време американците многу повеќе им придаваат значење на барањата на Вучич и на Србија, за да се постигне некаков компромис. Дури во еден од членовите остана формулацијата дека Србија има право финансиски да ги помага општините на Косово, со што Курти се согласи. Таа констатација е точна затоа што американците сакаат да го решат ова прашањето меѓу Белград и Приштина. Заради регионот. Од Косово направија посебна држава независна и со овој договор практично светот ја прифати во секој поглед, без оглед што нема до догледно време да биде членка на Обединените нации, Косово е прифатена како меѓународен самостоен субјект, како посебна држава. И тоа го знаат во Србија, многу им е јасно. Но околу ова српските општини, да не заборавиме дека американците беа тие кои пред 2 години го симнаа Курти од власт, па на нови избори тој пак дојде за премиер, а го симнаа токму околу тоа што не сакаше да го спроведе. Точно е дека тој е најголемиот националист таму сега од позицијата. Вучич е омекнат, бидејќи треба да кооперира. Русија му клапна со војната со Украина, нема кому да се обрати, не му вредат ордените на Путин. Курти е единствениот албански лидер што не е толку кооперативен со американците. А сега дали е кооперативен или не е кооперативен? Види, ние во американската дипломатија не знаеме кој со кого комуницира и на кој ниво и на кој начин. Има таму повеќе слојни се тие. Она што е неофицијално, некој друг Косово не го направи службени од Вашингтон, го направи не службени од Вашингтон, или со војска и со опрема и така натаму, да. Така што не бегам од тоа дека е чедо на Америка и дека и на американците им е многу важно. Сега тие го легнаа на плеќи, што се вели Вучич. Таа им беше поголемиот проблем. Залогот беше за Некој мисли обратно дека Курти го легна. Залогот беше заедницата на српските општини. Курти си има своја држава независна. Америка стои зад неа. Не. Америка стои зад Курти. Вучич има држава своја независна. Вучич не стои ни Брисел ни Вашингтон. Сега почнуваат да стојат, му се нудат и Како не, уште Трамп стоеше за Вучич повеќе. Остај тие вербалните. Не, после војната и економски и политички, па ги убедија да Србија престане да ги
повикува државите што го признале Косово да престанат да го прават тоа. Седно, да се вратиме на иницијално тоа околу Приштина и Белград. И јас сепак мислам дека договорот ќе се реализира, но многу тешко. Парите се тој клучот, таа уцена на Европска унија дека нема да ја помага Србија и Косово, а без пари не можат ни едната ни другата, ниту интеграција, ниту патот по Европа. Косово ќе биде и натаму милениче на Америка и ќе најде начин Америка и социјално ако треба да подпомогне малку, за разлика од Што не Србија. ја помогна до сега? Кому? Косово. А кој го одржува Косово? Србија. Не. Економски сите продукти се таму српски. Прашајте ги луѓето од Приштина, ќе видите дека продавниците се полни со српски производи. Косово не создаде ни свој база на прехранбени други производи. Не е баш така, без американски пари, таму свежи американски, таму е Бонстил, не заборавајте. Тоа е една индустрија која работи нон-стоп, нели? Тоа е една фабрика знаете дека Косово имаше проблем со миграција, им ги враќаат после дека става беше на црна листа за бегаат луѓето од Косово. Ако премногу долго трае оваа криза. Точно е тоа што викаш, ако некои маргинални случувања, ако тие ги собираме и се обидеме да ги анализираме, ќе избегаме од генералниот пат со ова за кој зборуваме сега, дали ќе се оствари договорите и дали Балканот ќе биде мир. Мене ми се чини дека сега, после ова, некаде на крај на летото, ќе почне и Косово да видиме Црна Гора да завршат изборите, Отворен Балкан им е таа платформа за соработка. Сега се гледа оправданоста на Отворен Балкан, јас тоа сакав преска да го кажам, дека на таа платформа сега можат полесно да се најдат и Вучич и на крај на краишта таа националистичка теза сите големи држави, сите народи во една држава, еве се остварува и преку Отворен Балкан пред Европската унија, сите албанци во една држава, сите не знам Срби во една држава, сите македонци во една држава, ќе биде малку проблем додека македонците не влизат во Европска унија. Кога дојавме до македонците во Европска унија, веќе не е, мислам дека веќе не е само прашање на политичка одлука на партиите и граѓаните на Македонија, дека станува безбедносно прашање. Иако некои негираат, ја гледав интервјуто на Мицковски, дека во секојаш имало војна, дека не е тоа толку аспект на прашање на безбедност, но штом Европа и Америка запнуваат како Косово да се реши и тука доаѓаат се повеќе со притисоци да Македонија конечно ги почне преговорите, мислам дека станува безбедно прашање и затоа ми е прашањето до тебе дали ќе успеат партиите, со Цановски, со Цане Бојановски го отворивме тоа прашање. Ќе најдат и политичките сили во Македонија, политичките партии сила да го решат на најдобар можен начин ова 80 претеници со уставот. Дали тоа ќе бидат крадени претеници или ВМРО ДПМН цело како партија ќе даде подршка на тој процес? Ќе вратам приказната, па ќе одговорам и ново околу рамката. Таа француска рамка, која е нели европска рамка, некои уште опозицијата вика дека тоа бугарска рамка и така натаму, ова што им се случи на Курти и на Вучич, спомнав и пред малку, ги ставија во рамка. И како во рамка, значи двете држави, двајцата лидери, нивните политики ги ставија на маса на Брисел и Вашингтон. Ние исто така не можевме со Бугарија, проценија и Ескобар и американците, но и Европа и Брисел, дека ние со бугарите не можеме да се договориме, ако сме сами на страна билатерално. Не собра не е случајна таа француска дипломатија, затоа велам ајде да завртиме плочата од друга страна да видиме што пишува, што е запишано на таа страна од плочата. Може Европа слободно можеше да не остави ако не беше заинтересирана и под притисок на Америка пред се да почнеме преговори, да не приберат што по-блиско и подлабоко во Европа и поради геостратегиските нивни потреби и поради настаните во Украина. Значи и нас не ставија во таа рамка само тие причини. И од таа рамка нема бегање. Сега колку и да се противат бугарите кои нели секогаш може вето да ни стават, тие прашања што ти ги покренуваат идентитетски, не знам, историски вакви онаки кои не се теми во рамките на преговорите за Европската унија, ќе бидат разговарани пред 25 сведоци. Кога вие вето ќе сакате да ставите, да видиме зашто стават, за Коцелче, не е тема, ќе отрнат на страна. Ќе си го измоделираат. Сакам да кажем од тој аспект ние сме и принудени да ја прифатиме сега рамката и да зачекориме по Европската унија, да не заостанеме за Албанија. Ќе настане дисторзија ако Албанија на есен или зимата оваа зима ги почне преговорите, а Македонија се уште стои заради хирови некакви на некого за да дојде на власт, тоа е друга причина. Може би и власта е за критика, може би треба да најде речник на кооперација со опозицијата, со Мицковски конкретно и со ова актуелно раководство на ВМРО ДПМН, да видат конечно што прават.
Груби не случајно рече ние работиме на 120, нели? Пратеници малку карикира, но не верувам дека така вулгарно ќе бидат 8 мина или 6 мина колку што им требаат купени. Ќе се отвори пред тоа, предпоставувам, ако тоа така мора да оди со минимално мнозинство, со само 80 пратеници, со таа бројка, ќе се отвори веројатно претходно внатрешна некоја дебата и во ВМРО ДПМНЕ. Не може ти 8 мина после се ова туку така да излезат, ние утре ќе гласаме, ќе поставим на дневен ред. Мора да се испокараат малку, нели? Ако треба да изглумат дека бегаат од таму и од тие хирови поради таа или други причини, се позагрижени за Европа отколку раководството на ВМРО, па тие 7-8 души да гласаат за уставот. Као помало зло, го сметаш што? Не знам што ќе случи. Јас сепак да мислам, останат на зборот, да остане видео. сепак верувам дека на крајот и Мицковски ќе разбере дека нема бегање, дека ако таков му е рейтингот како што прикажуваат анкетите, ќе дојде на 24-та година на власт, ќе дојде со почнати преговори. Така, ете му ги. Нека размислува сега за коалиција. Мислам дека конечно ќе не знам како ќе се извлече тој од ова, за да дозволи промена на уставот, но ајде да видиме. Ако тоа мислиш дека начинот на внатрешна дебата во партијата, па жртвувани, да речеме, доброволно, без притисок. Не гледам друг пат. Ова купувањето поминавме низ една катарза таква и мислам дека тоа нема повторно се случи. Општеството македонско е многу поделено, меѓу другото и поради од референдумот наваму, нели од преспанските. Не, најдобро е цело ВМРО да гласа, тоа била чиста ситуација. Но до вчера затоа велам, Љубиша, ако најдат власти и опозицијата сепак зад завеси, не знаеме не може да најдат. Може да не може да. Значи вака ние сами ништо не можеме. Заборавате дека ни се случи Пржино 1, Пржино 2. Не сака да најдат. Пржино 2. Значи може да најдат. Значи, дека не може да најдат. Ако ги седнае Курти и Вучич на една маса и им каже рок до крај на година, може и нам да ни речат имате вие до мај, до јуни да завршите ова работа, септември уставот да ви помине. Да видиме. Да видиме. Нека се или кооперацијата меѓу власта и опозицијата може да биде некој дил за сепак некакви предвремени избори да се задоволи суетата на ВМРО ДПМНЕ и да одат порано изборите ќе кошта малку повеќе. Не, вака се. Да. Мицковски рече или не одговори. И да има предвремени избори, и да има редовни избори. Тој не слушнав дека понуди одговор на прашањето како ќе го реши. Добро, ама не негираше, туку не одговори. Значи има голема разлика во тоа. Тоа е едната работа и втора работа е. Не, рече дека ќе гради канализација и така ќе дошта Европа тука. И фрла прав очи во јавноста. Ништо не бива без европскиот пат, знае и самиот дека ни фондови, ни пари, ни кооперација, ни реформи, ни судство, ништо нема да биде од оваа држава ако ние не почнеме поинтензивно да кооперираме со Европа на планот реформи. Па затоа сме последни во Европа и по стандард, и по демократија, и по судство, и по се. На гарнитурите што... За тоа се формираат политичките партии, ако народот за тоа им верува, тогаш многу си песимист. Жално е, ма... Јас сепак мислам дека ќе се најде некој модус со Албанија на есен или таму во зима да ги почнеме и активно преговорите со Европското, односно да се отвори првиот кластер. Нешто за што може би се согласил со тебе, не дека политичарите што доаѓаат од запад очигледно веќе немаат моќ да влијаат врз ВМРО ДПМНЕ, бидејќи Мицковски е според изјавите и според посредбите со нив е цврст дека нема да ги попушти под било каков притисок. А дали Македонија... Само да ми бидеме, што подразбираш по тоа нема да попушти? Тој до сега никогаш не спомна дека бугарите не треба да влезат во устав. Не, он рече, овој парламентарен... Значи никогаш? Никогаш. Значи овој парламентарен. Дајте ми избори, сака да каже. Ете го праша, што во другиот парламентарен состав не одговори. Па нормално, затоа што знае што ќе случи. Тогаш ќе го принуди СДСМ да гласа во улога на опозиција за уставните промени. Не знам дали може да имаме ние да ги седнат под таков услов како што ги седна Вучич и Курти. Може. Дали има модалитет и причина може. Ако дојдеме во уште поголема криза, а сме во криза генерално и социјална и економска и секаква, па и политичка, ова е политичка криза. Парламентот не функционира. Ако е тоа прашање за Европа да се биде или да, ќе ги седнат и ќе најдат модус и ќе се договорат. Ќе има некоја рамка пак, некоја мини рамка. Ќе се најде таму и Ковачевски, Мицковски, СДСМ и ВМРО и ДУИ и сите овие партии на едно купче. Забораваме ние што ни се случуваше. Ниеден проблем внатрешен, ние без странците до сега не сме го решили.
Еден, кажете ми, од 91 година, од осамостојувањето на Македонија, ни еден конфликт натрешен, што сме го имале и политички, не зборувам за воените конфликти. Ние имавме Пржино 1, Пржино 2, за Обединените нации пак странците, за рамковниот странците, за соолеснувачи. И тоа ќе се случи, ако мора да се случи, како што им се случи на Кордина Вучич. Така да нека не се мангупираат нашиве овдешни балкански политички мангупи. Добро, Зоран Иванов, благодарам за ова И јас благодарам. анализа. Имаше и други точки за кои што можеме да разговараме, ама да оставиме за вторник и петок. Ке Освен ако не мислиш дека ми можеме... се допаѓа што не се согласуваш со дел од моите ставови или изнесени овие констатации и анализи, така имаме полемика и мислам дека и гледачите... Не, само кажам и... Сакам да кажам дека гледачите тука може да се најдат и да полемизираат и тие да ги изградат своите ставови. Тоа е една работа и второ ме загрижи колешката Женета Скерлев, ја гледав малку од ова на видеото, за тиктокот во британскиот парламент. Но ти и јас брзо нема да одиме во Лондон, нели? Ја TikTok не користам и ништо не Да. значи тоа. Благодарам уште еднаш. Да, имаше уште една тема за која што се договараме да прозбориме околу изјавата на Касам, ама ајде да оставиме за понатаму. Ето, тоа беше последната содржина, додека не сум го изгубил добриот глас, да ја одјавам ова петочно издание на Утрински печат. Пријатно и довидување, почитувани гледачи.